Земјата со преставката не. Джованино Денгуба бил голем патешественик. Тој патувал и се нашол во една земја со представка не. Каква е оваа земја? Прашал тој еден човек кој си седел на чист воздух под дрво. Наместо да му одговори, човекот од својот џеб извадил едно џебно ноже и отворено си го ставил на дланката. Го гледате ли ова? Тоа е ноже. Се лажете. Тоа е не ноже. Поправо ноже со представка не. Тоа ги тера моливите одново да пораснат, откако ќе се истапат. Многу е полесно за училиштата. Прекрасно, рекол Джованино. И потоа имаме незакачалка. Сакате да кажете закачалка? Закачалката не врши работа ако немате палто да си го закачите на неа. Нашата незакачалка е нешто сосема друго. Таму ништо не треба да се закачува. Се си е закачано. Ако имате потреба од мантил, одите кај неа и си го откачувате. Оној што има потреба од капут, не треба да оди и да го купува. Минува покрај незакачалката и си го откачува. Има летни незакачалки и зимски незакачалки, машки незакачалки и женски. Така се штедат многу пари. Прекрасно. А друго, потоа имаме нефотографски апарат, кој наместо да прави фотографии, прави карикатури и така се смееме. Потоа имаме нетоп. Брр, ужасно. Не е така. Нетопот е спротивно на топот и служи за растурање на војните. Како работи? Многу лесно. И едно дете може да се служи со него. Ако има војна, свириме со нетруба. Стреламе со нетопот и војната веднаш прекратува. Каква чудна земја е таа земја со представката не.